Ќе имаме убав настан, сигурно ќе слушнете убави работи. Се извинуваме за ова закъснување со кое дојде заради словенечките партнери, така да и оние знаат да закъснат малце. Видите дека сме во формат 3 дами и 1 поп или джокер, или како се вика, или джандар. Не знам што е, али ми представува особена чест да бидам со 3 дами кои што се значајни личности во своите области и кои што верувам денеска дека со својот настап ќе ве импресионираат и ќе допринесат да овај настан стане стварно интересен. Значи, соработката со економскиот факултет во Љубљана продолжува и понатака. Секоја година ние имаме тука вакви денови на кои што вршиме представување на можностите и приликите на една од најзначајните и најреномираните образовни институции во овој дел на Европа. Така да и самиот состав денеска зборува за озбилноста и периодот кој што тие го негуваат. Многуте кадрови кои излегоа во процесот на едукација во економскиот факултет во Љубљана, тука во Македонија денеска се значајна сплона меѓу бизнисот во Република Словенија и Република Македонија и тие ќе бидат и во понатамошниот период и тој процес затоа мора да продолжи и да биде поддржан од сите нас. Јас денеска се одлучив на почетокот да кажам неколку зборови. Пошто целиот настан ќе е проследен, односно ќе е фокусиран на Европската Унија, да кажам неколку зборови за Европската Унија. Унијата кон која се Македонија стреми веќе подолг период и се наоѓа на чекор до потпишување, односно до добивање на датум за преговори, што значи завршна фаза во тој процес. Мислам дека Европската Унија со својот потенцијал, своето значење, својата големина представува најсериозниот предизвик за нашата земја во овие години после осамостојувањето, 30 години, и во тој период сигурно сите ние научивме многу за неизиниот развој, неизините перспективи. Не сакам да повторувам, сакам да кажам дека сум еден од луѓето кои што сум ја пропатувал цела Европа. Е прекрасна, со своји карактеристики и обележја, со 500 милионски пазар, стар континент кој што представува предизвик за сите во светот, а во срцето нејзино постои една мала земја која што се вика Словенија, од каде што доаѓаат нашите гости денеска и кој што секогаш за мене лично била сериозна инспирација за сите напредни проекти кои што сум сакал и сум имал можност да помогнам да дојдат од Словенија према југот овде во Македонија и сите тие биле на некој начин успешни. Така да и овој проект е многу значаен и мислам дека ќе продолжи во наредниот период и ќе добие поддршка од сите нас. Знаеме сите за контраверзиите околу Европа. Знаеме дека тоа е една федерација, конфедерација и нешто измеѓу федерација и конфедерација, меѓутоа сепак и во такви услови она функционира. Ако ја погледаме нејзината историја, ќе видиме дека до 45-та година историјата врзана за големи војни, за многу крв, за многу поделби, за тоа искуство 45-та година да се преточи во една друга димензија која што денеска, чиј резултат денеска го гледаме. За мене, како човек кој што ја води најстарата и најзначајна бизнис заедница, гледајќи историјата, познавајќи ја на Европската Унија, ме фасцинира една работа, а тоа е дека сите договори, а европјаните сакаат договори, знаете Римски договор, знаете Мастришки договор, знаете Пржински договор за нас, или така се условуваат тие големи проекти.
секогаш биле врзани за економијата. Значи, од првата изјава на Черчил 45-та година, до изјавите на Шуман во 51-та година, до Римскиот договор 55-та година, до Мастришкиот договор 93-та година, до Копенхашките критериуми за проширување, секогаш тоа било врзано за економијата. Она е настаната како заедница на производителите на јагленина и на челик, што значи дека во својот темел ја вградила економијата и на таков начин се развивала и дошла до овој степен на развој кој што е, да речам, стварно за поздравување и за пример и за останатите региони во светот. Така да, мислам дека тој пример токму на градење на една заедница која што излегла од тешки војни и тешки сукоби меѓу себе и решила да го тоа надмине со спојување на економски план е рецептот кон кој што треба да оди нашиот регион. И не случајно нон-стоп европјаните ни повторуваат: поврзете се регионално, изграете регионални институции, изграете регионални политики, така побрзо ќе се вклопите во Европската унија. Тешко го слушаме тие пораки и тие гласови, меѓутоа мислам дека на крајот на краиштата упорноста ќе си го даде својот резултат, а денеска ќе говориме на овој настан токму околу тие прашања, секој од свој аспект. Така да ме импресионира упорноста на економското интегрирање, ме импресионира еден пазар од 500 милиони луѓе да функционира на начин кој што политички не е дефиниран и уставно дефиниран како заедничка држава, али ипак функционира на своји принципи. Ме импресионира тоа што е најстариот континент, ме импресионира тоа што секогаш во различноста на нациите, на народите што живеат на нејзина територија, се наоѓало извориштето на богатството за нови идеи, за напредни работи и така натаму. Сето тоа може и треба да послужи за сите нас. Така да мислам дека и организаторите на овој настан денеска го имаат предвид тоа кога сакаат да прозборат за тоа. Јас затоа кажав дека сакам да живеам во таква држава, сум приврзаник на интегрирањето на Македонија во Европската унија и работам активно на регионалното поврзување за да може тоа да се случи што побрзо, затоа што мислам дека тие насоки ни се јасно дадени. Што се однесува до дамите околу мене, тие се секој во својата област врхунски професионалци. Јас ево имам напишано дека се со 5 звезди рангирани. Од мојата лева страна министерката во владата на Република Македонија Зорица Апостоловска, која што на планот на воведувањето на пензискиот систем во Македонија ќе остане забележана и од нас и од генерациите после нас, а и денеска со својот ангажман околу инвестициите во Македонија, во владата на Република Македонија, професионално извршувајќи својата задача, мислам дека прави максимални напори да за својата земја направи нешто повеќе од тоа што било, како би можеле побрзо да ја надминеме таа разлика која што постои меѓу нас и Европа. Од десна страна, мојата драга пријателка Метка Текавчич, деканка на економскиот факултет, творецот на ова, ево да го наречиме мало чудо во образовниот систем на овие простори. Вие знаете дека економскиот факултет во Љубљана според Шангајската листа е втор економски факултет во Источна Европа, дека тоа е престижна институција со респект. Мене ми е особено задоволство што јас членувам во еден многу значаен советодавен орган на тој факултет и да се дружам со тие луѓе кои што представуваат ризница на словенечката академска заедница, меѓутоа морам да кажам и на економскиот просперитет на словенечката држава. Така да се води една таква институција со таков состав на луѓе кои што се докажани и во бизнисот и во науката е редок пример. Второ, го пратам 20 години сигурно наназад развојот на економскиот факултет во Љубљана. Он е, можам да кажам,
100% вклучен во интересите на словенечкиот бизнис и на словенечкиот извоз, што исто така редок пример на овие простори. Така да имаме од кого да учиме и она што ќе го слушниме денеска ќе биде сигурно поттик да тргнеме во тие правци. Господјата Метка, која што одлично зборува македонски јазик, да ја пофалиме, веројатно и ќе се обрати малку на македонски јазик да тоа го видиме, е експерт во делот на менеджментот и менеджментот на набавките, менеджментот на трошоците и све она што е врзано за таа проблематика и раководител на тој институт, а до местото на кое што денеска се наоѓа дошла по еден природен пат, бидејќи била и продекан на истиот факултет и раководител на институтот за менеджмент и така натаму. Така да и она во својата богата кариера, почнувајќи од младинските денови кога заедно со мене на просторите на бивша Југославија сакавме да спроведиме некои идеали, кои што не знам денеска дали се исполнети или не, то можеме да ја прашаме после, ќе видиме, па до ден денеска оди по нагорна линија и представува една исклучителна личност за нас овде позната во Македонија и како бренд. Словенечки бренд во делот на образованието, која што со својата упорност, со својата активност допринесува за подобрување на односите и соработката меѓу двете наши земји. И тука е господјата Андреја, една исто така исклучителна личност во својата област, која што својата кариера ја почна, повозрастните се сеќаваат, во една многу успешна компанија словенечка, Смелт се викаше, денеска не постои, али беше гордост на тогашната словенечка држава, па денеска да стигне до Комисијата за инвестиции на Европската комисија, што представува врхунско тело на Европската комисија и на Европската инвестициона банка, признат експерт кој што во изминатите 2 години работеше за интересите на Европската унија во делот на инвестициите, собственик на фирма која што е со огромен респект и во делот на низиното действување, така да тоа се све личности кои што со своето искуство и во бизнисот, приватен, и во државните институции, и во образовните институции можат многу од искуството свое да пренесат и на вас и да кажат денеска. Така да заклучам со еден збор, Европа е сон на секој американец. Не треба да бидеме скромни. Таа е со 1000 годишна традиција. Таа е стариот континент од кој што тргнува цивилизацијата и е призната како таква и често да се биде со нејзе која и денеска се наоѓа во врвот на економијата во светот. И ние сите треба да бидеме среќни и горди да тој пат го изодиме, па макар и со големи тешкоти, еден ден да бидеме равноправни членки таму, што јас се надевам дека ќе биде многу брзо. Второ, Словенија е земјата која што во изминатите 30 години направи огромен исчекор влегувајќи во Европската унија и искористувајќи ги сите нејзини можности да изголеми разликата со нас. И трето, економскиот факултет во Љубљана, кој што без ikakva задршка можам да кажам дека е врвната образовна институција на овие простори на бивша Југославија, а ево слушнавме и според Шангенската листа и во Источна Европа. Сега некој може да каже председателов е преголем оптимист. Ние точно сите студии што ги имаме правено зборуваат дека сегашната разлика, ако ние одиме со ваква стапка на раст меѓу Европа и нас, ќе биде меѓу 30 и 50 години, а они да стојат во место, они немат да стојат во место, ќе одат многу побрзо од нас. Заради тоа, ние морат да се погрижиме во наредниот период, да ги уклучиме и додатните мотори и да го забрзаме тој раст. Тој раст мора да биде некаде на ниво на просечниот раст на овие земји на Западен Балкан, како би можела таа разлика да се смалува, а оние кои што ќе се запишат и ќе магистрираат на економскиот факултет во Љубљана,
сигурно ќе бидат дел од тој мотор што ќе овозможи приближување меѓу нашата земја и Европската унија и со тоа ќе допринесат во еден многу значаен процес за сите нас, а и за идните генерации кои што постојат. Така да не бидам многу долг, ево мислам дека имате комплетна представа кои луѓе ќе зборуваат, како ќе зборуваат, за каква институција се работи, кон каде се стремиме ние.